Се сеќавам на моето детство, некои мои 13 години, 14 години. Во моето мало се досели едно ново семејство, фини, кротки луѓе. Има син кој што се викаше, еве ќе кажеме дека се вика Петар. Кога ќе излезеше надвор, тој носеше доста износени мајци, да кажеме, изветвени кошули, многу поголеми јакни. Ако се појавише со нови патики, се гледаше дека тие патики се само за него нови, инаку се многу износени, 2 броја поголеми. Средината и генерацијата, врсниците наши, почнаа веднаш тоа да им станува главна тема за озборување, за правење шеги на негова сметка, на сметка на тоа, материјалното. И така Петар му натежнаа тие коментари, да ги кажем, врснички подбивања, тие прекари на сметка, на негова сметка. И како резултат на тие подбивања, тој од едно ведро, интелигентно, насмејано момче, се повлече, прилично се повлече, не излегуваше, не комуницираше, ги избегнуваше тугите погледи дури, едноставно како да се затвори дома. И сватив како можам да помогнам. Помогнав со тоа што му станав најдобар другар. Не куртоазно, не вештачки, туку на вистински другар, затоа што тоа беше многу фино момче, многу интелигентно, многу начитано, можевме да разговараме за многу теми кои што ги најдовме по пат дека ни се заеднички. И со тоа некако го заштитив, го ставив под свое крило и тој имаше сигурен простор, а претходно стана и повлечен, веќе не излегуваше од училиште, веднаш одеше дома и стана сигурен во себе, некако се разведри уште повеќе. И такво беше моето воспитување, да преку другарство му помогнам на некого. Многу ми е драго што тоа врсничко наследство не ги инхибираше луѓето, не ме затвори, туку денеска сите ние, тие што сме тоа друштво, сме прилично реализирани до тоа што сме го зацртали во животот. Оние што ги гледаа патиките, новите патики, нели, брендирани, и маиците, останаа уште таму. Кај патиките, кај јакните, само ги додадоа колите.